Гастербајтер. Добре дојде во новата сезона на Australian Open 2024. Во оваа сезона ќе гледате, а голем број од иселените македонци се вратија во својата земја. Да си ја видат родната си куќа, родното си село, Перниче Лебело. Што ми пишувате вакви глупости? Како сега ја да најдам аустралијанец? Се извинуваме за прекинот, останете со нас, се гледаме после шпица. Како и секој лето, така и ова лето. Ова е една од најчестите реченици што се користат по состави по македонски, а бога ми по телевизија. Македонија повторно се полни со своите граѓани. Печалбарството е на стара традиција. До толку е стара што прадедо ми и брат му биле разлика 20 години. Што значи татко му на прадедо ми 20 години живеел негде, ушен живот целот живеел. Ама битно се врати. Како што и претежно се враќаат нашите што работат во странство. Мислам што не се целосно официјално оцелени. Са тоа е еден многу битен муаве, пошто тука мораме да ги поделиме категориите. Макар што имат многу сличности, има две категории на луѓе што се враќаат во лето во Македонија. Првата категорија се луѓе што одат да работат неколку месеци или половина година или година и се враќаат. Може да не се враќа са на 3 месеци, може на 3 години, ама се враќа. Значи уште официјално се граѓани на Република Македонија и така натаму. Втората категорија се иселеници, значи луѓе што се иселиле да барат подобар живот некаде на. И се не знам како е во другите градови. Знам дека источна Македонија таму на кај Кочани Виница моментално имат наплив на италијанци. Ваму на западов на кај Кичевско претежно се враќаат од Швајцарија, Австрија, Германија. Ама затоа битола бебате, кога ќе тргниш од граница натаму кај сакаш што е битолчанец ќе нај. Битолчанец кога ќе бега, не бега од тука дој до Белград, а него кај Белград, му се што представува Белград за не. Битолчанец од тука фаќа авионо и заминува Австралија пример. Што ќе троши нафта до Белград онде. Добро се баре нов е пат, ама порано не беше. Динг по дупките дур стигни до Белград, Австралија ќе стигне. Значи кога ќе бега битолчанец, бега, не си игри играч. И затоа муабетите гастербајтерски ќе почнеме со таа категорија. Ој се поблиску ќе оставиме за друга епизода. Колку песни има за тие пусти далечни земји преку океан. Спремај ме мајко за печалба, погината пуста да остане. Проклета е Америка и знато што си ја. Има брат со лопа да ги риниш. Значи тие се песни напишани од болка бе батур. На сите некој му има заминато и многу луѓе имаат оставено луѓе тука и куќи, и спомени и све. И нормално ќе ги влечи да се вратат. И се овие што се поблиску се враќаат почесто. Ти го мислиш ојде не да работи, тој ќе виш поширок согак тука. Кога се врати бе, вчера е батуле, кој ќе бегај? Утре. Најчести еден од најглупите муавети правима што да прави. Ти знаеш дека ојде негде работи, не знаеш дека дојде. Тоа е брат. Ама затоа битолчанец кој замини она во Австралија, враќање здравје по 20 години. Са до душе и оттаму имаме луѓе често што се враќаат, не можам да речам. Зависи кој како. А во суштина не си сплаќа патот го тепаш скапе, долке, малтретирање невидено. За да дојдеш да не можеш еден месец да поседиш пошто треба се вратиш на работа, што си мислите ви? Парите таму на дрво растат. Море. Растеа порано, ма прилепчање научи Австралија ој да ги собра и са тоа што ќе му прави. Не че си игра играчки мајчини ве. А има една работа што е многу интересна за луѓето што таму. Добро има поке работа, ама една ги обединува сите. А тоа е без разлика дали ојден таму на година, 2 или 20, кој се врати одма ти меша јазиком е сваѓај. Ако таму со македонци цело време прави муавет, нема врска. Тој може 3 чисти нема англиски. Ојден е таму кај македонци, само со македонци се дружи. Ама кога се врати дурне ти смеша малце во јазикот, во ленгвичо ме сваѓај. И што не прави, исто кога да нема ојден. Значи ако треба 3 збора 4 ќе се научат и тоа не правилно англиски. Туку така како што ги велат македонците таму. И тој ќе дојде, тој ќе ти ги рече. Стефче, дој си едно пиво од фризата. Од која фриза море, фрижидер се вика тој. Од фризата да му дојде, на фризер да ти дојси ако сака. И пак ќе речам во рете, ајде 20 години да живееш како бил. Се грешава луѓе сме. Ти ојден 6 месеци нема помината, таму се враќат и збора. Пизиш таму 600 години има помината од фризата дој си ви. И мање више до негде по муабето можеш да познаеш колку време има седено таму. Од ти луѓе што одат што се враќаат, па зборот битолски, ама ќе уфрли некој збор негде. Батуле дај да му фониме на овој. Што да му направите? Да му фоните. Абе нема разгалени се со ајфоните сега и му фона ти е таму. Значи не ери на англиски, не ери на македонски, кизде шо е на некој мешан јазик. Ќе го наречиме озимак јазик, скратено од австралиско-македонски. Ако е подолго живеен таму, тоа шептен озимак збора брат. Значи на гласоко му е австралиски, збороите се македонски мешани со англиски. I'd say, турни го TV-то, оти е оф, запали го, ама мам, не знам ремоуто кај е. И ти се појавуваш од нигде никаде. Јас ќе отурнаме, кој треба го турним. Не брат, зафркнато е. Ти сака малце време за да сватиш дека уствари е јазик
јазик од два јазик. Се не ми замервајте за акцентот. Може не го водам скрос, ама одамна го немам слушнато зато. И плюс многу е битно од кај се луѓето ојден и таму пошто варира. И тоа важи општо за сите иселеници сека. Значи ако некој замини од одредено место како дете, да знаеш дека кога се врати ќе го има истиот акцент од истото место како што бил тогаш. Например, ако е заминати од емирисарец, кој се врати ќе ти збора демирисарско австралиски или демирисарско швед, зависи кај ојде. Акцентот си остам. Уствари зависи и таму кај живеат, пошто и таму различни акценти има. Исто интересен момент е кога ќе зборат стално како зборат во некоја прашална форма. Добра храна, indeed, taste. Ме сваѓа стално зборат како да не се сигурни дали ќе погодат збор. Без разлика ли те прашва или ти кажува нешто, малце прашално ќе ти кажеш, ајма вези. И зависно до кој степен му е дојден дијалектот австралиски. Зависи колку време имат седено, колку подолго имат седено, толку помалце можеш да ги разбериш, бе брат. Пример, ќе ти дојди брачет ти од негде, ќе ојте во некој клуб, ќе нарачате пијачка и ќе се сврти. Таш вара, молим, вара, сакаш? Кој ме вара, бе брат? Тој те прашва вода али сакаш, ама така се слуша. Али на крајот на дејно битно разбираш, не разбираш, климај си ти со глата, шо има вези? Са не ќе се правиш глуп, не разбрав 100 пати, не ќе препрашва. Шо и да те праша, така е ватуле, климни му со глата, зубозарно нека. Аман пати. Ке речиш може не знаеш јазик, работата и да знаеш англиски, тој дијалект може да не го свати. Тие Америка со Англија со Австралија не се разбират, ние ќе се разбериме. Исто кој ојде Австралија или Америка или кај да е кој се врати го користи зборов Са сопроштење вака на телевизија сме, ама најкористен збор на веко и на свето му. И зато многу често иселениците од тие земји во Битола ги викат Од ја почни муавет, тоа е муавет. Бев до grocery store, не можам парк нигде. Како, Нема луѓе и па нема парк спейс. И после анауа влегов во сторо, му велам колку е како се вели orange, колку е orange, И тој ми вели на кило ода. И вели да ти мерам. И јас му велам marry me, и ете сега така свадба ќе правиме. Да не го заборавиме мекото Р. Оти тоа прави цела разлика во приказната. Са до душа зависно пак ќе речам, зависно кај си ојден по светот. Ма кај што имат меко Р таму Америка, Австралија, ваму таму. Многу често што е нормално, кој ќе го навикниш што мекото Р, после во македонски го клаваш и многу интересно звучи. Тој цел живот вика брада. И за ти ќе доиш брат ќе ти речи. Не бе брат, или ќе ти речи брат, или ќе ти речи брада. Или најверојатно ќе ти речи Ой меј, коме. И тоа си се пренесва на сите зборови. Дој си го чадоро. Freaking rather than. Се ако тие во зборот уопште не го велат Р, што е многу често, тогаш во тој збори на македонски никогаш нема да ти го речат Р. Пример, што работи син ти Австралија, бе? Майкл е докта. Дакта е Майкл, така. На македончето му се слуша како дакта. Ама тие за доктор така велат. Да не велат дакта, ама така се слуша кога ќе си во Македонија, ме сваќаш? Или па Стефче наш е професор, учител е, тича, ги тича децата. Уже колку муавет има на темата. Во. Јас мислев поќе ќе зборам за тоа што се дешава овде кога ќе дојдат австралијанците и сите останати од другите земји. Ама некако ете така си тргна муаветот. Ама не и се. Ќе се вратиме другата епизода. Чекајте се, јас само што почна неделата, што си мислите ви, одма се ќе кажиме. Не бе ватуле. Ами среда треба па да се вратиме тука. И среда ќе го продолжиме муабето за нашите драги Така што толку од мене за денес. Поздрав до цела диаспора и се гледаме во среда, во 12:30. Поздрав и убав ден.